3 од проверените клубови со лиценца ќе бидат затворени. Продолжување на притворот за 10 лица во врска со случајот во Кочани. Почина 32 годишен кумановец по алергиска реакција на аналгетик. АФМУ, новинарите при известувањето да се придржуваат до професионалните и етички стандарди. Хирургот Дугалик јавно се откажа од колегите кои го пуштија Вучик. Студентите со големо срце, втор ден во Софија се дарува крв за повредените од трагедијата во Кочани. Украина нападна руска нафтена постројка. Москва обвинува за саботажа на мировниот процес. Директорите и братот на Маск продаваат акции во Тесла. ДНК, пат до вечноста. На 3 објекти со важечка лиценца за кабаре, ноќен клуб или дискотека ќе им биде забрането да работат и ќе ја загубат лиценцата затоа што не исполнуваат минимум технички услови за вршење дејност. Од 22 вакви објекта за кои вчера беше соопштено дека имаат активни лиценци, инспекцијата кај 12 ги проверувала техничките услови при што е утврдено дека 3 објекти не ги исполнуваат. Продолжува теренската контрола на пазарниот инспекторат за техничката контрола и на останатите 10 на објекти кои поседуваат лиценца. Новите сознанија од терен денеска на пресконференција ги соопшти владината портпаролка Марија Митева. Информираше дека веднаш до Министерството за економија ќе биде испратено барање за одземање на лиценцата за 3 објекти, забрана за вршење дејност и, како што рече, сите казнени одредби кои се возможни согласно закон ќе бидат преземени. Основниот суд во Кочани досега донел решенија за продолжување на краткотрајниот притвор од 48 часа за 10 лица во случајот со пожарот во дискотеката Пулс, додека за останатите 6 се уште се одлучува. Според информациите на МИА, за продолжување на притворот на поранешниот министер за економија Крешник Бектеши се уште не е донесена одлука. Јавното обвинителство информира дека основното јавно обвинителство Кочани до надлежниот суд доставил предлози за продолжување на мерката краткотраен притвор за нови 48 часа за 16 лица досега опфатени со постапката на кој оваа мерка им истекува во текот на денот. Државниот санитарен и здравствен инспекторат и екипа од Министерството за здравство ќе утврдуваат дали имало пропуст и лекарска грешка во третманот на 32-годишникот од Куманово, кој, според првичните информации, почина по алергиска реакција од аналгетик. Ова денеска го најави министерот за здравство Арбен Таравари, кој рече дека, според информациите што ги има, пациентот починал од анафилактички шок. Доколку има лекарски пропуст во третманот, Таравари вели дека сигурно ќе има и одговорност. По наредба на јавен обвинител телото на 32-годишниот кумановец е дадено на обдукција. Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ги потсетува медиумите, при информирањето за погребите на жртвите во трагичниот пожар во Кочани, да се придржуваат до највисоките професионални и етички стандарди. Известувањето треба да биде без сензационализам, задолжително треба да се почитува личната болка и жалост на семејствата, роднините и најблиските на загинатите и да се води сметка да не се придонесува за дополнително зголемување на вознемиреноста. Нагласуваат од АФМУ. Тие апелираат до медиумите да им ја пружат потребната поддршка на нивните медиумски работници кои изминативе денови при извршувањето на нивните работни обврски се изложени на исклучителен стрес и, со тоа, на здравствени ризици. Професорот на медицинскиот факултет и хирург на првата хируршка клиника на Универзитетскиот клинички центар на Србија, Владимир Дугалик, за Фонет изјави дека посетата на претседателот Александар Вучик на пациенти од Македонија на одделот за интензивна нега е срамна политичка пропаганда, пренесуваат српски медиуми. Дугалик истакна дека понекогаш се кае што е дел од лекарската професија кога ќе види како некој пушта ненадлежен човек без капа на интензивна нега, каде пристапот е строго забранет дури и за членовите на семејството на пациентите. Професорот Дугалик нагласи дека изгорениците се отворени рани и дека пациентите кои се жртви на пожарот во Македонија се во животозагрозувачка состојба. Тој рече дека поради ова јавно се одрекува од колегите кои му дозволиле на Вучик да влезе на интензивна нега, оценувајќи дека тоа е учество во политичка пропаганда која директно ги загрозува животите на луѓето. Втор ден поред, десетици студенти и млади луѓе се собираат во крводарителските центри во Софија за да даруваат крв за жртвите од стравичната трагедија што ја потресе Македонија. По повикот од болниците и здравствените власти, солидарноста на младите бугари, како и на македонските студенти кои студираат таму, евидентно расте. Многу од дарителите изјавија дека се чувствуваат должни да помогнат и дека ова е нивен мал, но значаен придонес за спасување животи. Украина изврши напад врз руска нафтена постројка, што предизвика дополнително влошување на односите меѓу двете земји. Според руските власти, нападот предизвикал значителни штети, а Москва го оцени како директна саботажа на тековните мировни напори.
Киев се уште не ги коментирал наводите, но се верува дека овој удар е дел од украинската стратегија за ослабување на руските економски капацитети. Меѓународните наблюдувачи стравуваат дека овие инциденти дополнително ќе ја комплицираат можноста за постигнување прекин на огнот. Неколку директори на Тесла, вклучувајќи го и братот на Илон Маск, Кимбал Маск, продале значителен број акции, што предизвика загриженост кај инвеститорите. Оваа продажба доаѓа во време кога акциите на компанијата веќе се соочуваат со сериозен пад од 40% од почетокот на годината. Аналитичарите го толкуваат овој потек како можен знак за внатрешни финансиски проблеми или промени во стратегијата на компанијата. Сепак, Тесла официјално не го коментираше овој развој, додека пазарот внимателно ги следи следните чекори на Маск и неговиот тим. Вистина е дека македонското дуо ДНК кое го сочинуваат Владимир Блажев, Панчо и Андреј Ѓорѓиевски е формирано во 2001 година кога е пуштен нивниот прв сингл Девојка за Везден со видеозапис. Вистина е дека вториот сингл Благодарам одна представува Евергрин во македонската музичка ризница и освен на првиот EP албум, Пази дете, кој ДНК го издаваат во 2005 година, се наоѓа и на деби албумот Кажано е се. Понатаму во годините што следуваат своето музичко искуство Андреј и Панчо го пренесуваат и на други полиња повторно поврзани со музиката. Вистина е дека Панчо стана резидент диџеј во најпознатите и најголемите македонски и странски клубови, а потоа ја основа Sheer Shots Entertainment Agency преку која во Македонија донесе неколку светски и балкански R&B. Додека пак Андреј стана музички уредник на единствената музичка телевизија во Македонија, К15 и продуцент на шоуто Мојата звезда од кој излегоа многу нови музички таленти. Вистина е дека како соработници и пријатели со продуцентот Врчак, ДНК стануваат едни од основачите на продукција Република и први ексклузивци на истата. Забележителни се и нивните настапи на најпрестижниот македонски фестивал Макфест, каде настапија со Таа тоа го крие, Полна месечина и прв, двократни добитници се и на златна орбита на популарноста. А бројни се и нивните учества на хуманитарни концерти и фестивали како и на манифестацијата Топол културен бран во организација на Министерството за култура. Вистина е дека во 2010 година тие го издаваат деби албумот насловен Кажано е се, преку нивната матична куќа продукција Република, како продуцент се јавува Врчак, а албумот се состои од 18 песни, меѓу кои сингловите Полна месечина, Пази се од мене, Навлечен на тебе, Таа тоа го крие и други. Една година подоцна, во септември 2011, ДНК го одржува својот прв соло концерт во Метрополис Арена во Скопје. Вистина е дека во јуни 2012 тие го издаваат синглот Авион, како најава за предстојниот албум Срце. Албумот Срце, издаден во 2013 година, има 15 песни, вклучувајќи ги песните Како дада, Што сака нека биде, Од утро до мрак и други. Неколку месеци подоцна, во септември 2012, ДНК одржува акустичен концерт во Универзална сала Скопје, поддржани од камерен оркестар и бенд во живо. Вистина е дека во 2016 тие го издаваат албумот Уште еден ден. Овој албум има 12 песни, меѓу кои Само таа знае како, Најмила, Темно е, Она е од шутка. Во мај 2017 ДНК слави 15 години постоење со концерт во Метрополис Арена во Скопје. Вистина е дека на 3 декември 2022 година во арената Борис Трајковски се одржа јубилејниот концерт на ДНК насловен 20 години ДНК со кој се вратија на јавната сцена. Вистина е дека Андреј Ѓорѓиевски го загуби животот во пожарот во дискотеката Пулс во Кочани спасувајќи млади животи. Во трагедијата животот го загубија и придружниот вокал Сара Пројковска, гитаристот Андреј Коларов, клавиатуристот Филип Стевановски, тапанарот на бендот Ѓорги Ѓоргиев, тонецот Игор Велков, битбоксерот Мартин Атанасовски, буцо и фотографот Александар Ефремов. Три од проверените клубови со лиценца ќе бидат затворени. Продолжување на притворот за 10 лица во врска со случајот во Кочани. Почина 32 годишен кумановец по алергиска реакција на аналгетик. АФМУ, новинарите при известувањето да се придржуваат до професионалните и етички стандарди. Хирургот Дугалик јавно се откажа од колегите кои го пуштија Вучик. Студентите со големо срце, втор ден во Софија се дарува крв за повредените од трагедијата во Кочани. Украина нападна руска нафтена постројка. Москва обвинува за саботажа на мировниот процес. Директорите и братот на Маск продаваат акции во Тесла. ДНК, пат до вечноста.